Добра ви вечер, драги гледачи. Добра ви вечер. Конечно во Македонија од вчера на полноќ започна да се наплаќа воздух. Со овој чекор испративме јак сигнал кон ЕУ дека непоколебливо чекориме по патот на евроинтеграциите и дека прашање на денови, месеци, децении или векови е нашата покана за членство во Унијата. Ова го истакна еден представник на владата кој сакаше да остане анонимен. Оваа вест силно ги возбуди граѓаните на Република Македонија, кои во знак на општо воодушевување веднаш формираа редици кај новоформираните наплатни места, каде што ќе се продава чист планински воздух, спакуван во боци од по 3 кубни метри. Кој што е малку поскап за оние со подлабок джеп. Или пак, исто така ќе се шитка и градски, збогатен со смог воздух, кој што ќе биде со малку пониска цена. Тоа за джибери. Прекрасно е, луѓе, чувството. Прекрасно е чувството. Кога плаќаш за воздух што го дишеш. Изјави еден за нашата телевизија, млад сограѓанин, инаку веќе 7 години технолошки вишок. Колку е јако, луѓе. Инаку, иницијативата за наплаќање на воздухот што го дишеме потикна од Асоцијацијата на македонски тајкуни, позната како херои на транзицијата. Имавме ексклузивна можност да позборуваме со председателот на оваа асоцијација, кој скромно одговори: идејата за наплаќање на воздух за дишење е стара околу 16 години. Се шегувам, 50 години. Се роди во оно време кога за добро на нашиот народ свесно ги уништувавме државните предпријатија за да ги купиме поевтино. И тогаш се сеќавам како сега вака седевме јас, Мирчето, Копанчето, седевме тука така и рековме: се договараме дека еден ден се ќе биде подобро. А нашиот председател тогашен кажа: ако ме слушате и ако црство се држите за мене, еден ден ќе им го наплаќаме и воздухот што го дишат, море! Тој исто така додаде: горд сум, барем по тоа што сме први во Европа што го наплаќаме воздухот што го дишеме. И со тоа го заврши излагањето нашиот познат тајкун, кој од пуста скромност сме го молеле, драги наши гледачи, сме го молеле, коленава не ги осеќам повеќе, реши да остане анонимен. А да. Пушта малце поише. Туку да ги слушнеме граѓаните како дишат тие денес. Па не. Сите мислам дека имаат кредити. Не баш сите, ама речи се сите. Кој си има плати, со 2 плати, може да се живее. Јас работам, взимам си плата. Малце кој се осудува да земе кредит. Значи, епте некој му е потребно па да земе кредит, ако не, ништо повеќе. Сигурно има луѓе кои живеат и без кредити, али повеќето со кредити. Да, користам кредит и мислам дека сега ситуацијата е таква да без кредит не би можел. Баце, ама ти си се снабдил со планински воздух. Машала. Машала, гледа како е. Баце, може да повлечам и ја? Сиđene, за тебе се. Добар, машала. Машала, ајде, доста кажувај какви вести носиш ти. Убави, баце, убави. Ме знаеш ти мене, абе јас сум ептен позитивен тип.
И сега, откако воздухот почна да се продава и препродава, сите сме во ќар. А особено пролетерската младина, невработените, стечајците и отпуштените од работа, баце. Добар воздух, офеј. Зошто? Како зошто, бе, баце? Ајде да те видам функционирај без воздух. Ме сваќаш, баце? Бомба е воздухов, еј! А, ова не е чаирски воздух, ова е баш планински, баце. Види, ако немаш доволно воздух, немаш сила за дополнителни активности. Мора да се штедиш, инаку ќе останеш без воздух и ќе дишеш на шкарги. Сваќаш, баце? Немаш сила да беснеш, да правиш глупости, нереди, демонстрации, бунтови, баце, не можеш да правиш. Без воздух си нирвана, баце, нирвана. Тоа е она, бе, баце, што им треба на луѓето. Мир. Тоа и треба и на земјава, баце, мир. Еве го и болен дојчен. Прво се релаксира малце во домашни услови, а потоа или негде одам негде на забава или нешто останам дома, зависи од денот. Вежбаме, трчаме, возиме точак, се релаксираме, читаме книги, телевизија гледаме. Шетаме. Прошетка. Исто прошетка. Пак со работа продолжувам. И дома продолжувам да работам и така. Релаксирано дома. Мијам садови, готвам, се сунчам, убавча. Воздух, воздух, треба и воздух. Ајде, што ќе ти? Се гуша, се гуша. Ма купи си де? Платата каснит, нема пари. Па нема пари, нема воздух. Така е, баце. Како ме откачи кислородов, морам да дремнам. Баце, добар воздух, алал да. Башко, ајде моля, може ли ја да повлеча малку воздух? Пари имаш? Немаш. Без воздух ќе псои сако ајван. Ти како советник за здравство, ако немаш пари, подобро да умреш, бе. Што ќе ти е живот без провизија од 4 очи, бе? Ама, јас сум чесен советник, бе, Машко. Чесен советник. Доста, бе, доста. Тоа и не е за фалење, ќе се смеат гледачите. Ајде, држи, јас честам. Машко, многу добар ти е воздухов, Ја, од завој ме изваи. За секунда се ме преболе. Ама то не значи дека су здрав. Сполај ти, отидов јас. Добар воздухов, Па децата и сопругот. Со кој све? Со пријатели. Да. А со кого треба да биде? Па со семејството, со фамилијата, да. Со сопругот, со керката, со пријателите, со колешките. Со друштво. Со друштво и со нејзе. Па имам друштво. И домашните нормално. Па со семејството, со синот, со мажот ми. И за самиот крај на дневникот, драги гледачи, нашиот временски експерт, Богот Перо. Се плашам
дека вестите не се баш најдобри деца. Атмосферата над Македонија нагло осиромашува со кислород. Тоа доаѓа како резултат на превземените активности на македонските тајкуни, кои засилено и би рекол помалку насилно го флашираат кислородот за потребите на македонскиот пазар. Што значи, ако немаш пари, нема воздух. И прашањето е, чија страна да се заземе? Јас сум богот Перун, а вие ја чувте мојата црна временска прогноза. Драги гледачи, изгледа дека тука имаме помалку кислород колку што ни е доволно. Тоа е се за денеска, се гледаме утре. Ако преживееме, се разбира. Довидување!